Продолжува недомакинското работење на градоначалникот Коце Трајановски. Продолжува газењето на волјата на граѓаните на Центар, кои недвосмислено се изјаснија против Скопје 2014 на локалните избори. Деновиве сме сведоци на јавен оглас, објавен од страна на градот Скопје, за фонтана, лоцирана веднаш до фонтаната на така наречениот воин на конј. Оваа фонтана до фонтаната не е јасно колку пари ќе чини, но значително ќе го олесни буџетот на градот Скопје. СДСМ смета дека овие средства можат многу попродуктивно да се искористат во корист на интересот на граѓаните на градот Скопје. Во зависност од големината на инвестицијата, предлагаме овие финансиски средства наместо за фонтаната до фонтаната да се искористат за еден од следниве проекти. Изградба на средно училиште на територијата на општина Аеродром. Изградба на нов мост на територијата на општина Ѓорче Петров или изградба на фекална канализација во населбата Градинар на територијата на општина Кисела Вода. Се надеваме дека градоначалникот Трајановски најдобронамерно ќе ги земе во предбит овие наши предлози и ќе ја прекине постапката за изградба на фонтана до фонтаната. На крај дозволете да го предвидиме и одговорот на ВМРО ДПМН. Тие ќе зборуваат за транзиција, за шлепери, можеби и за турското робство, француската револуција, едноставно за минатото. Ние зборуваме за проблемите на граѓаните денес и како да изградиме подобро утре. Ви благодарам. Ако имате некакви дополнителни прашања, повелете. Најавувате дека од септември собрањето со толикан капацитет во собрание и дека ќе барате измена на залогникот, кој што почна беше дел од Мартовскиот договор, што конкретно ќе барате да се најдесни за залогникот? Не е најавено, туку е донесена одлуката за враќање на СДСМ во полн капацитет од септември. Конкретно дека имаме некаков предлог за деловникот во моментот нема, туку напротив нашите експертски групи работат на евентуални предлози. Деловникот е обврска од Мартовскиот договор, како што и многу други работи се обврска од Мартовскиот договор. Она што сакам да искористам оваа прилика да кажам е дека СДСМ целосно досега ги исполни своите обврски од Мартовскиот договор. Излеговме на локалните избори, се вративме во собранието, седнавме на маса со ВМРО ДПМН и ја формиравме комисијата за расчистување на настаните од 24 декември, но едноставно од другата страна ќе мораме да запрашаме што е тоа што ВМРО ДПМН направи за разрешување на кризата околу комисијата за 24 декември. Од она што беше изјавено од председателот на комисијата, тој рече дека договор меѓу партиите е постигнат околу деловникот законот за собранието, значи остана тие две спорни точки околу кои што немаше договор и заврши работава барем за сега како што заврши. Дали тоа значи дека паралелно со она што го направи комисијата, вие ќе правите други предлози за деловникот? Наш став е дека комисијата не може да работи без председател. Впрочем, тоа да беше така возможно, немаше да се формира комисијата дури на 11 јуни, туку ќе ја формиравме на 16 март. Секакви други паралелни обврски превземање во врска со работата на комисијата, СДСМ не планира да прави. Така да сите активности кои што ние во иднина ќе ги превземеме се поврзани во врска со нашата активност во собранието. И не се поврзани во врска со работата на комисијата 24 декември. Очигледно не се разбравме за прашањето, ама веќе кога отворите работата за комисијата, тогаш што велите за ставот на Давидковски дека тој е волен да го потпише извештајот и заклучоците што ќе бидат донесени, доколку партиите се договорат. Независно од Јас ве разбрав многу добро за прашањето, но исто така добро го сеќавам и на ставот кој што го утврдивме сите политички партии заедно, дека нема да навлегуваме во детали околу работата на комисијата за расчистување на станите на 24 декември. Ние остануваме принципиелно на тој став, се надеваме дека и другата страна тоа ги го направи, така да и во овој момент не би навлагал во детали околу тоа што, каде и до кога е договорено. Имаме принципиелен проблем во работата на комисијата, а тоа е дека едната страна, ВМРО ДПМН, се противи на било какви наоди што е тоа што се случило и што придонело за настаните од 24 декември. Без тој дел во извештајот, нас џабени се заклучоци и да се договараме и си обеќаваме себе си што тоа ќе правиме во иднина за да не се повторат тие настани. Дај да видиме кои се тие настани, што се случило тогаш. Благодарам.